Момент. Allez. Причина наведува дека поради тоа што спомената се националната исклучително лоша состојба и поради тоа што се срамите одлука дека не се направи. Ве молиме за вашиот коментар во однос на нивната изјава и зошто навистина Значи, прослава на денот на фашизмот, а воедно и прослава на денот на Европа. Апсолутно не се срамам од сите. Спомен Костурница е нешто од што треба да се срамиме сите ние. Не само јас како градоначалник на овој град, и дефинитивно преземавме активности од страна на локална самоуправа во рамки на наши надлежности, заедно со јавните предпријатија, делумно да ја средиме и уредиме зелената површина на спомен Костурница и да ја изчистиме. Но за жал останатиот дел е во надлежност на Министерството за културата, а тоа е споменикот, знаете дека и самиот е сквернавен повеќе пати и покрај тоа што беа правени волонтерски акции за чистење, средување, повторно се испишани погардни графити, уништени се дел од криптите, спомен плочите и веќе побарав од Министерство за култура и самиот министер да излезе на лице место заедно со конзерваторскиот центар и најавена е посета за следната недела за да се реши проблемот со спомен Костурница и со останалите спомен обележја на територија на општина Куманово од периодот на НОП. Како што знаете, 13 години, 12 години наназад во Република Македонија беа градени нови споменици, но спомениците од НОП беа оставени на завод на времето. И тука одговорност локалната самоуправа апсолутно нема. Од друга страна, ова сметам дека ќе биде нова традиција да се одбележува денот на победата на фашизмот на еден од најмонументалните споменици и спомен обележје во централното градско подрачје, бидејќи на овој начин сметам дека испрачеме порака до сите граѓани на општина Куманово, особено до младите луѓе, дека овој датум, 9 мај, ден на победата на фашизмот, треба да се одбележува континуирано и самата посета на настанок од голем број на представници на јавните институции, особено на основните и средни училишта, тврдува дека сме на вистинскиот пат да направиме и дадеме свој допринос за дополнителна едукација на младите кумановчани, дека ова е свет датум за сите нас од Куманово, бидејќи нашите дедовци и баби учествувале токму во оваа борба против фашизмот. Во делот на спомен Костурницата ќе направам се во рамки на моите можности, заедно со представниците од Влада на Република Македонија, да ја доведеме во одреден ред, за да и самите не се срамиме од тоа што таму се случи. Градоначалниče, пред 3 години се случуваше годинонасвојот и настанок. Спомнете дека се уште не се знае сценарист и режисер. Кој е вашиот коментар со ова? Па кумановските настани се минато, за жал имавме голем број на припадници на безбедносните сили кои што ги изгубија своите животи и едноставно мораме да го најдеме и сценаристот и режисерот на настанот. Имаме правосилни судски пресуди во делот на тешки квалификации на дела против државата, кои што јас не сакам да ги коментирам, бидејќи истите се во постапка и се судски пресуди, но од друга страна, како градоначалник на оваа општина, секогаш ќе се борам кумановчани да дознаат кој тоа стави црна дамка на општина Куманово во период на 9 и 10 мај пред 3 години, кога во Европа, во духот на Шуман и Моне, се празнуваше Денот на Европа, на исток се одржуваше една од најголемите воени паради во однос на борбата против фашизмот. Во едно мало Куманово на Балканот се случи мини дводневна војна. Едноставно, одговорноста треба да се презема во однос на носителите на позиции тогашни во делот на раководење и менаџирање со државниот и безбедносниот апарат
и конечно да се изнесе на виделина секој факт по однос на овој настап. Сметам дека и не само јас, но и сите граѓани на општина Куманово бараат одговор на ова прашање. Повелете дали има други прашања?